Била убава, убавата преубава. Сите влюбени во неа, дури и султанот. Според волјата своја, тој ја зел за жена и доделил значајно место во харемот. Мара, турците ја викале Кала Мара или Тамар Мара, според муслиманските духовни великодостојници, била и неджика, зашто упорно продолжувала да си ја исповеда својата христијанска вера. И самиот султан Мурад I вршел силен притисок врз неа, но внедела незините патишта воделе право в црква. И народот испеал. Цар Мурад на Мара збореше: Мароле Беламарике, ела се Маро потурчи. Но ништо од тоа. И за да ги смири духовните мокници, султанот и предложил да си се врати во своето родно место и да управува со него. На пат кон денешново Мариово се задржала во манастирот Света Богородица, Трескавец, Прилепско, и изразила желба да се закалугери. Но сега пак и свештениците го вртат грбот, не давајки благослов, зашто била за турчин мажена. Наредила потоа Мара манастирот да се запали, па си продолжила до Витолиште, откаде што до крајот на својот живот владеела со целиот регион. Областа турците ја нарекле Мариова и еве останало Мариова. Се простира тоа во централниот јужен дел од републикава до македонско-грчката граница. Простор од над 1000 километри квадратни, заграден со масивите на Нидже и Кожув планина од јужната страна, со Селечката од западната, со Дрен од северната и со Козјак планина од источната страна. Ние сме некаде во местноста Редир, под самиот врв на Нидже со своите 2362 метра, барајки ги извориштата на Градешничка река, водилката на оваа патеписна репортажа. Сонцето за во овој период од годината, почеток е на октомври, мощно и издашно. Вистинско циганско лето. Повеќе пријатно отколку жешко. Неслучајно ѓупците уште на времето отишле кај дедо Господ и му понудиле 3 зими за едно лето. Добро де, тогаш уште не знаеле да скијаат. Било како било, во моментов прошетката ни е преубава. Не се знае кој со кого си поигрува. Сонцето со еловата шума или таа со него. Да имаше малку снегче, еден на друг ке си го честитавме Божик. Во највисокиот појас на Нидже и Козјак доминираат црно и белоборовите шуми, додека нешто подолу тие се во заедница со буковите. Дождовите преку целото лето и високите температури во ова време, рековме октомврија, ни приредија уште едно раскошно задоволство со вргањите, шампиньоните и сончарките. Најдовме примероци од кои навистина боли глава, ама од виното. Сончарките или сандаците ни беа сепак најубави. А сите имавме цело време ножиња и ги собиравме по сите прописи. Потоа се знае, во тефлонско тапче со малку путер и сол, бело лукче и макдонас. За чудо, многу ја имаше и опасната муварка, која наликува на буба мара, но со бели точкија. На овие простори на Нидже планина, се разбира по Пелистер, се наоѓаат најпространите моликови заедници кај нас.
Ovde vo subalpski od pojas na visočine od 1600 do 1850 metri, nadmorska visočina. Tije gradat primarni sostojni, koji glavno se javuvat na varovnički teren i zapaćat areal od okolo 100 hektari površina, koja postojano se zgolemuva. Volikovite šumi, s ogled na to što se endemični i reliktni, staveni se pod zaštita na zakonu. Tuka nekade vo carstvoto na Pečurkite se čusuvaše vlagata bobosuto. Sramežljivo, reći si od site strani, se pojavuvat izvorčnja koji poleka go gradat izvorišnjo delna Gradešnička reka. Predalot se bika Kravica, a dvata posilni potoka, Papratski i Kopečka reka, koja podrid od Gramada go nosi imeto Urupska reka. Gradešnica ili Gradešnička reka započnuva tokmu od sostavot na ovije dva potoka. Ako nekogaš naminete v ovije krajišta, ne obrnuvajte vnimanije na tablite koji informirat deka rekata je poribena so pastranka i so krkuška i koji zabranuvat ribolovenje. Poribovanje to je na vistina izvršeno, ama porasnale ribite, dotrčale ribokratcite i so etiolgi sobrale. Sega je čista kako solza, koji ne bi zaplakalo toliko silan otrok. A tukašni meštani nese. Žitelji na Gradešnica, Staravina i na Zovik, se ponekoj starec ili starica, koji ne čule ni za etiol, ni za metiol. Svi mati je svoja rabota. So ponekoja ovca, so kozite. Treba i siromašnata letnina da se sobere, nekoj naramog drva i toliko. Riba zdravje Bože, jednaš godišno za Sveti Nikola, ako se smiluva gornjot. Po relativno prooden teren, rekata se probiva celi 13 km do seloto Gradešnica. Natamu do ulivotvo Crna, kako nejzina desna pritoka, tak je izvodi ušte toliko. Provirajki se pomegju se po naglasenata karpesta masa na klisurada. Sve do nableguvanje to na rimskite legije vo regionot, poradi nedostatok na arheološki navodi, ne se možni po detaljni rekonstrukciji za naseljenost na ovoj prostor. Nekoji na odjališta ukažuvat na to deka ima mala verojatnost za postojanje po golemi i po značajni naselbi za vremena Peoncite i makedonskata država. Sigurno pronajdenite i zapišani kako gradišta se utvrduvanja od vojen karakter, no osnovnata naseljenost je karakteriziralo nomadskoto i polunomadskoto, stočarsko naselenije.
Se verува дека во раниот словенски период голем дел од поранешните населби е разрушен и напуштен, а се формирале други нови населби од разбиен тип. Постојаните упади и разбойништва во нив довеле до нивно групирање по долината на Црна река и незините притоки, или пак во местностите со постојани избори. Средновековните држави пак градат цркви и манастири, а кралевите и царевите своји задужбини. Во целиот период на турското владење, 27 села во Мариовско, иако ниту едно од нив не станало чифлигарска населба, биле под директна управа на турските паши. По страотно задушената Мариовска буна, последиците биле огромни токму на ова подрачје, кај Градешница и Старавина. Згора на ова, во текот на Првата светска војна, на просторот Мариовски се присутни околу половина милион војници, а во фронтовските борби до темел се разурнати и Старавина и Зовиќ, а тешко оштетена Градешница. Села испречени на патот на овој патепис. Потоа доаѓаат разни небрежности човечки, на властите на тамошни, па глупостите нивни изразени преку укази, уредби, закони и реформи, особено во областа на аграрот, отсутноста кај сите поред, чувството за значењето на инфраструктурните потреби на населението. И остана народецот да им го стапи Мариово на светците по црквите, манастирите и другите свети места, тој да си замине. Дека попусти останале мудростите на Итар Пејо и денес се чувствува во одвреме навреме отворените бакалници, каде што не може да се најде ниту шекер, ниту брашно, ниту масло. Простете за овој гнев што едноставно му навира на човека при една овдешна прошетка или средба со овие безпатија. А појдовме да видиме нешто убаво, создадено и сочувано од природата, негибнато, наречено природна реткост. Таа започнува овде некаде, десно од населбата Зовиќ, во преубавите кањони на Градешница и Сатово. Убавината се следи особено од геолошки и од геоморфолошки аспекти. Природниот феномен е зглабен во гранитно-гнајсните карпи, сосема идентични по структура како и оние на Маркови кули кај Прилеп.
Kameni gromadi, nizovi od figuri. Kanjonot visok 100, 200, 300 metri. Vremenski gledano, sevo ova staro od 700 milioni do milijarda godini ispagja među najstarite vakvi lokaliteti na Balkanot. Rađanje to znači je nekada evo prekambriumot. Celota Marijovska oblast ima različan reljef so očigledan premin od visokoplaninski del vo Ričest, a potom vo visokokotlinsko-ravničarski predel. Така разликуваме три тектонско-морфолошки целини. Првата со високи планински била и длабоки долини. Втората со еруптивно-ерозивни површини и речни проширувања и ридишта во постари карпи, еруптиви и мермери. И третата област е дното на Мариовската котлина, делумно рамничарска испресечена со водени текови. Хидролошкиот момент, геоморфолошкиот состав и силните тектонски движења се основните виновници за создавањето на овие убавини. Од друга страна, учесници во создавањето на овие небаре уметнички дела се и температурите и важноста на воздухот. Со оглед на географската широчина и местоположба, како и оддалеченоста од Егејско море што изнесува нешто повеќе од 100 километри, честа е појавата на високи температури кои се ограничени во топлите годишни времења. Во јули и август така наречените жеги освојуваат и над 80% од месецот. Во горниот дел на Градешничка река владее планинска клима, додека овде во средишниот нарушена континентална, слична како она во Пелагонија. Се уште сме на Градешничка река. Таа од извориштата па се до селото, со исто име, има правец на движење исток-запад. Потоа, под влијание на силно тектонско поместување, нагло скршнува северно до Старавина, за веднаш потоа да си го продолжи првобитниот правец кон запад, се до вливот во Црна река. Општиот пад, како и падот на одделни делници на речното корито е прилично голем. Истекувањето на места е нарушено и отежнато со огромни блокови во коритото, паднати од бреговите или пак со поотпорни остатоци од каменливата подлога на самото корито. Неслучајно ја викаат и камена река. Под дејство на механичката сила на водата во речниот тек, а особено поради кружното движење на водата, предизвикано од преградните карпести блокови, на места се издлабени мощни импресивни фигури, било во самите блокови или по страните на коритото. Подморите зачестуваат поради постојаното менување на правецот, час угоре, час удолу. Едноставно, бидејќи по речното корито многу брзо се стасува до ќорсокот, од кај што излезот е искачувањето по страните на писурата, кои на места се и чисти вертикали.
Možda интересна појава на целата должина на Црна река во Мариовскиот дел е таа што Црна побргу го всекува своето корито во подлогата, отколку што е тоа случај со незините притоки. Така тие при својот влив имаат повисок пат отколку што би било нормално. Некои пак на самиот слив дури представуваат чисти водопади. Мощни импресивни висечки вливови, така наречени висечки реки. Таков е, например, Брничкиот поток на 1 километар пред Рапешкиот мост. Кога сме кај притоките на Црна, да ги наброиме позначајните. Конјарска, Трновчица или Бела река, нашата Градешничка, Ботурица и Блашница од десната страна и левата притока Крушевичка река. Преку импресивното камено мостче кај Зович, кое е речиси идентично со надалеку познатиот Еленскок на мала река кај Тресонче, Дебрско, се стасува до масивот Буљак, а по него до нашата втора цел, реката Сатока. Од масивот видикот стасува на километри по импозантниот канјон. Од местноста Средорит се движиме по Сатока. Составот со Градешничка река не е далеко, на само 1 километар, но теренот се освојува речиси метар по метар. Да не беше нашиот водич, инженер Сокол Клинчаров од Републичкиот завод за заштита на природните реткости на Македонија, ќе беше неколку пати потешко. И повторно ништо ново. Импресивните слики се повторуваат илјадници пати. Неслучајно, пред малку споменатиот завод веќе се наоѓа во втората фаза од истражувањата по Градешничка река и нејзините притоки. Натаму остануваат деталните проучувања не само од геолошки и геоморфолошки аспект,
tuko i od floristički i faunistički. Zasega postojat poveke potvrdi za obstojuvanje to na golem broj redki endemični vidovi od rastitelni od svet, koji na ovoj lokalitet mogu podkrevat rejtingot, bo semejstvo to na svetski te regioni so toliko značajni sodržini. Kaçu se. Mora negdje da pomine, hajde ovdje nas. Eve sme nas ostavot na satoka Sogradešnička reka. Na tomu dvata vodoteka go imat vtoro to ime, Sedo Blivo, ušte 10 kilometri od Crna. Neka si teče spokojno. I blagodari me što za malku ne otrgna od crna icata što nadvisnala nad našata životna sredina. Od pogledite kontejnerite za đubre, od da uspusite na vozilata bez koji mislime ne možeme ni da trknem vesnik da kupim ili do najbliski od supermarketa. Neka si teče spokojno i vo mir. Da si ja gledame vakva na televiziji, zašto, kakvi sme, ako nagrne me site konneja, se znaje što je čeka.